Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Составот на Конгресот во заминување денес продолжува со работата. Председателот Обама се врати од 10-дневната турнеја по Азија. Бурманската активистка Ан Сан Су Чи не губи ниту момент по ослободувањето. Следат најновите вести. Што ќе може да стори стариот состав на Конгресот додека новиот не стапи на сцена во јануари? На првата седница по конгресните избори законодавците понеделникот расправаат за продолжување на даночните олеснувања и ратификација на новиот договор за нуклеарно оружје со Русија. Во напис во Вашингтон Пост, државната секретарка Хилари Клинтон и секретарот за одбрана Роберт Гейтс побара усвојување на договорот. Републиканците пак веќе изразија загриженост за ограничувањето на американската ракетна одбрана во рамки на модернизацијата на нуклеарниот арсенал. Азија останува желна за американска вклученост и лидерство, оцени Барак Обама на враќањето од 10-дневната турнеја. Одбележана и со успеси и со неуспеси. Ова беше најдолгата турнеја во странство на американскиот претседател. Во Индија потпиша неколку трговски договори вредни милиарди долари, но во Сеул, на средбата на групата 20 најразвиени економии, не успеа да ја убеди Кина да направи превреднување на својата валута. Водачката на бурманската опозиција Ан Сан Су Чи не губи ниту момент по ослободувањето. Настојува незината партија Националната лига за демократија повторно да биде прогласена за легална. Партијата забележа голема победа на изборите во 1990-та, но воените лидери ја спречија да дојде на власт. Таа не учествуваше на последните избори на 7 ноември, првите во Бурма во последните 20 години, поради тоа што законите спречија да ја истакне за кандидат Ан Сан Су Чи, која беше во домашен притвор. Втор викенд поред, анимираната комедија Megamind доминира во киносалите во САД. Со најновите 30 милиони долари досега забележа 90 милиони од продадени влезници. Акцијата, но и драма со воз со опасен товар и надвор од контрола со Дензел Вашингтон и Крис Пайн се најде на второ место. Филмот Незапирлив инкасираше 23 милиони. Познатиот гитарист Владимир Четкар синоќа во македонската амбасада во Вашингтон одржа празничен концерт за дипломатскиот кор. Со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која беше на настанот, разговаравме за промоцијата на македонската култура во Соединетите Американски држави. Владимир Четкар во македонската амбасада во Вашингтон се представи со авторска музика во придружба на Мото Фукушима на бас и Джефри Фахардо на тапани. Организаторите веќе втора година поред ја промовираат македонската култура пред американците. Ова е еден начин да успееме да ги размениме нашите културни вредности, вредностите кои што нели сепак културата е нешто што не спојува и не поврзува и што не прави нели различни и посебни во процесот на диалогот и просперитетот на земјата. Концертот се одржа по повод престојниот американски празник Денот на благодарноста. Со ова сакаме да искажеме благодарноста на македонската држава, на македонскиот народ, до Соединетите Американски држави за поддршката што добиваме од нашата независност. Еден од приоритетите на културната политика е меѓународната презентација. Македонија е земја со богато културно богатство и наследство. Имаме врвни уметници кои имаат оставено значителен белег и добиле бројни светски награди. Тоа сакаме да му го покажеме на светот, коментира Камчевска. Концертот на Владимир Четкар беше одбележана сезоната на празници во Соединетите Американски држави и Денот на благодарноста, кој е следната недела. Музиката на Четкар ја слушна бројни представници од Конгресот и Сенатот, приватниот сектор и уметници. Родното место на блузот е устието на Мисисипи, во истоимената сојузна држава. За ова музика можеби најдобро говори изреката: кој не слуша блуз има дупка во душата. Блузот е популарен и ден денес, но многумина музичари се во доцни години, 80 па дури и 90. Како тој се пренесува од колено на колено и така го победува времето од следниот прилог. Damn right.
Bill Howling Mad Perry. Го живее блузот. Растел во трошна куќарка со полсковеце. Не завршил средно училиште. Сега го предава блузот на нова генерација во музеот на блузот од устието на Мисисипи. Ова е еден од неговите ученици, Кајлин Томас, кој има само 12 години. Сакам да бидам како него, да свирам насекаде по светот. Пери предава нешто повеќе од музиката. Сакам да имаат нешто позитивно на што може да сметаат. Во Блуз Ели во Кларксдейл, Мисисипи, вечерва настапува Бил Пери со неколку гости. Бил им дозволува да настапат, но погледнува и на часовникот, бидејќи сака, како и сите деца, да бидат во кревет на време. Славата ќе почека. Не може да останете со нас, бидејќи треба да одите на училиште, вели овој волк на блузот. Минатото, сегашноста и иднината на блузот. На едно место, во Мисисипи. А утре во News Flash ве носиме назад во историјата на американскиот континент, далеку пред да пристигнат европејците. Во 12-тиот век градот Какохија на домородното население бројал речиси 20.000 жители. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во News Flash, првиот град во Америка. Источните могили во Илиноис, се што остана од древната цивилизација. Гледајте утре во News Flash. Ова беше News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.